Во октомври се очекува да започне со работа фабриката на компанијата Glasflex, која се гради во технолошко-индустриската развојна зона Тетово со македонско-холандски капитал. Во првата фаза се очекува да има 300 вработувања со можност за проширување. Денес увид во динамиката на градежните активности направи министерот за економија Крешник Бектеши. Честитаме на Нормак, но истовремено и на менаџментот на Glasflex за одличната работа, како што гледате и сами, и ние ќе настојуваме, но истовремено ќе бидеме уште попосветени за да им ги исполниме сите услови на приватниот инвеститор во економската зона тука во Тетово, се со цел да се привлечат што повеќе инвеститори во ова зона, што нема да влие само во развојот на општина Тетово, но истовремено во развојот на целиот Полошки регион. Ние ќе продолжиме да креираме такви политики, ќе продолжиме да направиме инвестиции, се со цел да се отворат нови работни места, да им се инвестира што повеќе во овој регион, а тоа секако дека ќе влијае и во подобрување на животниот стандард на сите граѓани што живеат во овие општини, но истовремено ќе влијае и на зголемување на додадената вредност, имајќи во предвид дека и самиот инвеститор наведе дека повеќе од 80% од нивното производство ќе биде за извоз. Значи, ќе има неколку позитивни ефекти од вакви инвестиции и јас сум убеден дека ова ќе биде само почеток и ова година ќе имаме прилика уште повеќе инвеститори да дојдеме и да ги посетиме тука во ова економска зона. Фабриката ќе биде на површина од 9000 метри квадратни и ќе биде опремена со модерен и современ тип на машини за производство на разни видови стакло. Се гради објект на површина од 9000 метри квадратни за производство на калено и ламинирано стакло и други видови типови на стакло, специјални кои што ќе се произведуваат овде. Објектот е започнат крајот на 2018 година и до крајот на овој месец треба да биде затворен и завршен градежниот дел од објектот. Во август месец треба да се постават инсталационите работи во објектот и да пристигнат машиниве кои што се со потекло од Финска, Италија и Шпанија. Ќе почне монтажа на машиниве. Во септември ќе биде испитани машините и линијата цела, а во октомври се надеваме дека ќе почнеме со производство на калено и ламинирано стакло во Македонија. Ваков тип на фабрика на Балканот ќе биде единствена од ваков модерен и современ тип на машини, така да се целото производство кое што ќе го произведеме 80% ќе биде за извоз, 20% за домашен пазар. Останатото детали ако треба околу производството на ова ќе видиме кој ќе ве поканиме на отварање во октомври месец. Технолошко-индустриската развојна зона е одлична можност за инвеститорите да ги развијат своите бизнеси, велат од Нормак. Секако дека ова е уште еден потик што самиот министерот блиско ги следи работиве и истовремено новата инвестиција која што се реализира во рамките на слободната економска зона во Тетово е уште едно добро огледало дека во оваа зона стварно може да доаѓаат сериозни инвеститори кои што сакаат нивните стратешки цели да ги развиваат и нивните бизниси. Условите кои што се нудат во оваа зона не се воопшто поразлични од условите што се нудат во другите слободни зони во земјата. Напротив, може да кажеме дека тука има услови кои што ги нудиме, кои што самата држава не сме да ги нуди поради тоа што не сме да врши бизнис. Ние како Нормак, како приватен партнер, убедени сме дека ги имаме исполнато сите наши услови што се однесуваат до изградба на внатрешната инфраструктура, бидејќи согласно договорот за јавно-приватно партнерство, наша обврска е само внатрешниот дел на зоната да го прилагодиме за бизнис, а све што е надвор од границите на зоната е обврска на државата. Министерот Бектеши најави дека во најкраток можен рок ќе започне со изградба на пристапен пат на автопатот Тетово-Скопје до технолошко-индустриската развојна зона Тетово.
Министерството за финансии ќе функционира безпрекорно се до избирање на нов министер за финансии, изјави заменик министерката за финансии Шире Телези. Таа одговараше на новинарски прашања за владината мерка за поврат на ДДВ. Таа немаше информации кога ќе се избере нов министер за финансии, но истакна дека министерството и со заменик министер ќе функционира безпрекорно. Знаете, значи да, министерот за жал не е разрешен, но како и да е, значи министер за финансии си функционира, значи во сите активности тековно и нема никаква прешка во тоа. Однос, а вие сега имате право сите подписи да ги ставате како министер за финансии додека не се избере. Кога се очекува да се избере? Значи за избор на министер или како ќе оди понатаму, сигурно ќе имаме изјава од страна на владата на Република Северна Македонија, како и да е, значи ве охрабрувам да не следите во тој дел, а министер за финансии значи си продолжува без никакви проблеми. Рече Лези. Таа одговараше на новинарски прашања за владината мерка за поврат на ДДВ. На критиките од јавноста дека од оваа мерка ќе софајдат само богатите државата, Лези со одговор. Треба да ви кажам дека ова не е социјална мерка. Туку бидејќи за социјални мерки, значи се издвоени други мерки, односно е зголемена минималниот приход, односно подобрена е социјалната помош од 300%, например се зголеми од 3000 денари на 9000 на 10500, минималната плата се зголеми од 9000 на 12500. Ова е мотив за да се намали даночната евазија. Значи тоа ни е основа за тоа, значи овој проект и мислиме дека со тоа ќе им помогнеме и на стопанските комори, на сите тие бизниси кои плаќаат даноци кон државата, да ги поттикнеме и сите тие други кои не ги почитуваат законските одредби, а од друга страна на граѓаните ќе се мотивираат, со тоа ќе имаат поврат на пари на нивните трансакциони сметки. Значи ги охрабруваме сите граѓани да си ги побарат фискалните сметки. Рече Лези. Владината мерка Мој ДДВ стартуваше вчера. Голем број граѓани регистрираа сериозни пропусти во врска со инсталацијата на апликацијата Мој ДДВ. Лези најави дека сите грешки ќе се надминат. Преку Светска банка целосно ќе се реконструира училишната зграда во село Палатица, општина Желино. Во оваа општина се работи на реконструкција на локални патишта во селата Групчин и Ново село. Училишната зграда на основното училиште Фан Ноли во село Палатица, каде настава следат околу 300 ученици, ќе биде готова во септември. Се реконструира внатрешноста на објектот и покривната конструкција. Првата е значи реконструкцијата на основното училиште Фаноли заедно со целото измена на инвентар, реконструкција на кровот со енергетска ефикасност, значи замена и на прозори и така натаму, со цел во текот на летото тоа да се реализира за да почне значи училишната година како што треба во септември. Истакна заменичката министерка за финансии Шире Телези. Со пари од Светска банка ќе се градат и локални патишта во Групчин и Ново село. Село Групчин да ги прегледаме и работите таму во реконструкција на локалниот пат што се треба да се асфалтира во најкратко време, па после тоа и во село Ново село, каде треба исто така да се реконструира локален пат во должина околу 2,5 километри. Рече Блерим Седиу, градоначалник на општина Желино. Заменик министерката Елези се пофали дека општините биле доста помагани со паричната помош која ја добивале од владата за намалување или исплата на општинските долгови. Градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи денес изврши увид во работите за реконструкција на Стара градинка. Во овој објект се врши целосно реновирање. Се менува електричната инсталација, санитарните јасли, а наместо паркет ќе се поставува ламинат. Пред една година бевме токму гости на директорката на градинката за целата интервенција која се вршеше кај градинките во делот на Тетекс. Денеска, како што гледате и тука, се работи значи за една темелна реконструкција, комплетна реконструкција на целиот систем, на светлата, на осветлувањето, на електричните инсталации, на санитарните чворови, значи комплетна и генерална реконструкција, што уште еднаш докажува дека добрата логика на работа на институциите им дава можности да бидат и
ефикасни во својата работа, но истовремено и значи со повеќе услови за децата. Ние ќе продолжиме значи да на овој начин работиме да имаме што подобри инфраструктурни услови. Исто така интензивно работиме значи да бидеме на време со нашите проекти во однос на можностите за проширување на капацитетите на градинките во општина Тетово. Реновираме цел објект, но тоа е све благодарение на поддршката на општина Тетово и на дел на собствените средства од градинката. И благодариме на градоначалничката што успеа да не направи горди дека работаме во градинка, бидејќи не е лесно да се работа во такви услови, да се држи бројот на деца кои доаѓаат тука. Значи, оваа година децата ќе имат добри услови, ќе бидат порелаксирани и вработените. Во Стара градинка се запишани 100 деца. Од септември тие ќе престојуваат во комплетно реновиран објект. Инвестицијата е заедничка на детската градинка Младост и општина Тетово. На градскиот плоштад во Гостивар се организираше презентација на опрема и возила кои се користат за националната теренска вежба Одлучен удар со повеќе меѓународни учесници, која се реализира од 5 јуни до 9 јули на полигонот Криволак. Гостиварци имаа можност одблиску да се запознаат со специјалните оружја и возила и да поразговараат со војниците околу нивните карактеристики. На отворениот ден од војната вежба во Гостивар присуствуваше и министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Министерката истакна дека ова е најголемата воена вежба организирана во земјава и дека успешното спроведување е доказ дека државата го заслужува членството во НАТО. Повеќе од 2700 војници од Кајнас, од Америка, од Албанија, Бугарија, Црна Гора и Литванија се уште работат на оваа вежба на Криволак, но целта на вежбата не е само да се извежбаат војничките знаења, туку и да се покаже колку е важна врската помеѓу војските, нашата војска и нашите граѓани. И затоа сме присутни во многу општини низ цела држава, со наша опрема, со наши војници и офицери, но тука поддршка ни даваат и армијата на Соединетите Американски држави. Со организацијата на оваа вежба покажавме дека навистина си го заслуживме нашето место во НАТО алијансата, а со брзите ратификации на голем број на земји членки покажавме дека ја добивме поддршката и ја заработивме поддршката. До крајот на годината посакуваме, работиме и очекуваме да станеме 30-та членка на НАТО. Вежбата Одлучен удар е организирана и предводена од тим за планирање од македонската армија, со поддршка на планери од вооружените сили на Соединетите Американски држави и 4 НАТО држави од Европа – Бугарија, Црна Гора, Албанија и Литванија. Гостивар е еден од 8 градови во земјава, каде што во рамки на вежбата се организира отворен ден со презентација и средби со граѓаните. 3 лица се повредени откако автомобил управуван од 23 годишен тетовец изгубил контрола и излетал од патот на булеварот Видое Смилевски Бато во Тетово, вчера 5 минути пред полноќ. 15 годишен сопатник од село Камењане по укажаната лекарска помош во болницата во Тетово бил препратен на комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. Во клиничката болница Тетово со возило на итната медицинска помош биле пренесени 24 годишни сопатници од село Синичане и од село Вешала за укажување лекарска помош. Ноќеска пак во 1 часот и 35 минути на регионалниот пат Тетово-Скопје во близина на Добарски подвозник настанал пожар во патничко возило Мерцедес Смарт со тетовски регистерски ознаки, управувано од жител на село Ларце. Пожарот бил локализиран од екипа на противпожарната единица Тетово. Во двата случаи увид извршила екипа од СВР Тетово. Во полицискиот билтен е информација за пронајдени и сечени букови огревни дрва во село Падалиште Гостиварско.
Случајот вчера во полициската станица Гостивар го пријавил вработен во јавното предпријатие Национални шуми, подружница Шар Гостивар. Според пријавеното, дрвата биле исечени од непознато лице и оставени покрај патот. Пронајдените огревни дрва се одземени. Се работи на целосно расчистување на случајот, информираат од тетовската полиција. Патрониот празник на манастирскиот храм Свети Наум Охридски чудотворец на Попова шапка ќе се прослави утре на 3 јули. Во 9 часот и 30 минути ќе биде дочекот на надлежниот архиереј владиката господин Јосиф и други званични гости. Во 9 часот и 45 минути ќе биде отслужена света божествена архиерејска литургија, чиноначалствувана од неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. На светата литургија ќе пее реномираниот женски младински хор Менада од Тетово. По литургијата во 11 часот ќе бидат прережани кумските колачи. За сите верници кои ќе присуствуваат на ова патронско чествување, предвиден е бесплатен ручек во 11 часот и 15 минути. Манастирското настојателство при манастирскиот комплекс Свети Наум Охридски чудотворец на Попова шапка ги поканува сите верници за што побројно, заедно молитвено да се одбележи денот на големиот молитвеник и застапник пред Бога, Свети Наум Охридски чудотворец. Традиционалната културно-туристичка манифестација Галичка свадба 2019 годинава ќе се одржува од 12 до 14 јули. За зет и невеста местната заедница Галичник ги избра Огнен Караѓозовски, по потекло галичанец, и Марина Петровска. Младенците ќе ја крунисаат својата љубов низ 30 на обичаи кои што се белег на галичкиот крај, негувани и пренесувани со генерации. Одење по вода, изведување на ората невестинско, тешкото, бричење на зетот и други. Галичка свадба е најзначајниот настан од Галичкото културно лето и се организира по повод празникот Петровден. Карактеристична е по автентичните свадбарски адети на Галичник и оригиналната носија на невестата, тешка 25 килограми, составена од 50 на делови, изработени со филигранска прецизност. Според најавите на 12 јули во Галичник, во предвечерието на Галичката свадба, целовечерен концерт ќе одржи Џијан Емин во соработка со Македонската филхармонија и Сдруженијето на џез музичари на Македонија. Галичник е село сместено во центарот на Мијачкиот регион на падините на Бистра, на надморска височина од 1300 метри. Важи за надалеку позната туристичка дестинација, а особено во летниот период прераснува во место каде што доаѓаат огромен број на посетители, гости и иселеници со галичко потекло. На помалку од 2 километра од брегот на Турција, само се меѓу неколкуте грчки острови кои беа во жишата на миграционата криза во 2015 година. Тогаш повеќе од 800.000 мигранти и бегалци од главно воено разорнатата Сирија дојдоа во Грција преку Турција. Стотици од нив загинаа во тие обиди. Договорот на Европската Унија со Анкара во 2016 година драстично го намали мигрантскиот бран на островите Самос, Лесбос, Хиос, Кос и Лерос. Но неколку десетици се уште пристигнуваат секојдневно со брочиња, ризикувајќи ги своите животи, но и потоа живејќи во тешки услови во кампот. Во 650 куќи живеат над 3000 луѓе. Јоанис Калтакис, локален адвокат, вели дека владата ќе плати за својот неуспех да ги чува границите на парламентарните избори што ќе се одржат на 7 јули. Οι Σαμνιώτες δεν διάκυνται εχθρικά προς αυτούς. Εχθρικά θα πω διάκυνται προς την κυβέρνηση, και αυτό θα πληρώσει η κυβέρνηση, που δεν μπόρεσε να φυλάξει καλύτερα τα σύνορα, με αποτέλεσμα να περάσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι απέναντι. Јоргос Станцос во јуни беше избран за градоначалник на изборната единица во која живее половина од жителите на Самос. Тој вели дека тие се многу разочарани од владата во Атина, но и во Европската Унија.
Пензионерот Манолис пак вели дека не само мигрантите ќе бидат главен критериум за изборите. Όλα θα παίξουν, όχι μόνο το μεταναστευτικό, όλα τα πράγματα θα παίξουν. Και το μεταναστευτικό και η οικονομική πολιτική την οποία έχει ασκήσει η κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό, γιατί αυτοί δεν είναι κομμουνιστές, είναι γαλαντζοί κομμουνιστές. На изборите за Европскиот парламент во мај насамос победи конзервативната партија Нова демократија пред левичарската Сириза на премиерот Алексис Ципрас. Грчкото министерство за миграции се бореше со месеци за да го ублажи притисокот врз Самос, ветувајќи дека годинава целосно ќе го затвори кампот. Релокацијата на повеќе од 5000 бегалци лани исто така не ја подобри ситуацијата, со оглед на тоа што и натаму доаѓаат нови мигранти и бегалци. Времето денес беше сончево и многу топло, со слаб ветер претежно од источен правец. Температурите се движеа во интервал од 14 до 37 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 9. И утре не очекува сончево и многу топло време со мала до умерена облачност. Попладне наместа ќе има пороен дожд и грмежи, локално во форма на невреме. Температурите ќе се движат во интервал од 16 до 35 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 9.